Ова за воја на вистината не може ни баба Вања да стане од гроб да го предвиди, а камоли јас како обичен човек. Изјави во овредните зборови поранешниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу, еден од четворицата обвинети бивши директори на денешното судско рочиште за пожарот во Пулс. Обвинет сум со паушалност на поврзани кривично-правни со управно-правни појми во обвинителниот акт. Цитирам: директорите на ДЗС иако биле свесни дека поради нивното несторување може да настапи штетна последица, се согласиле со незиното настапување. Бог да чува. Што значи обвинет сум за евентуална умисла дека јас уште во 2012 година, па се до 2017 година сум бил свесен и сум знаел дека ќе се случи настанот на 16 март 2025 година. Ова за воја на вистината не може ни баба Вања да станела од гроб да го предвиди, а камоли ја, као обичен човек. Овој обвинителен акт го руши мојот интегритет и авторитет. Ке се борам додека дишам, изјави бившиот директор на ДЗС Адам Џаферовски. Јас бев само кратко време начело на еден фрагмент од тој нефункционален систем кој пробав со моето знаење и умење да го подобрам. И сметам дека во голем дел успеав, зашто верувам ќе успеам да го уверам судот во понатомошната постапка со докази кои ќе бидат презентирани. Ги разбирам и амбициите на некои јавни обвинители да напредуваат во своите кариери. Но никако, ама баш никако, нема да прифатам тоа да го прават на штета и сорушење на мојот интегритет и мојот авторитет. Ќе се борам додека дишам, ама тоа нема да им го дозволам. Обвинителството застапувано од тимот 15 јавни обвинители најави дека доказите ќе покажат дека клубот Пулс бил смртоносна стапица уште од самиот почеток, резултат на системска негрижа и институционални пропусти. На обвинителната клупа се 37 лица, сопственици, управители, инспектори, поранешни градоначалници, обезбедувачи и државни службеници.